Великден е празник на радоста, на љубовта, на верувањето во воскреснувањето. Ова се денови на заедничко славење на најголемиот подвиг на нашиот Господ Исус Христос. Почитувани сограѓани, Македонија е библиска земја, а нашата Тивериополска епархија е мајка на христијанството уште од деновите на свети апостол Павле, светите 15 великомаченици и светите Кирил и Методи. Нашата партија ВМРО-ДПМН е втемелена на вредностите на традицијата и верата. Верата не поттикнува на посветеност на семејството, родното место и татковината и ни помага во реализација на нашите идеи во нашата Струмица да воскресне црква достојна на еден мал народ, но со голема вера. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, Великден е празник на заедништвото. Во овие денови, кога сите се поклонуваме под распетието, сведоци сме на непримерна партизација и политизација на празникот со цел самопромоција на актуелен политичар во пресред на престојните локални избори. Великден во Струмица сакаат да го претворат во партиска парада на еден политичар. Би сакале, но не можеме да поверуваме дека е во прашање искрена верска реторика, кога струмичкиот градоначелник на почетокот на великденските пости повика на Пражка пролет како синоним за вредностите на комунизмот, во кое што време нашата вера беше потиснета и омаловажена. Би сакале, но не можеме да поверуваме дека е христијанско, макар и метафорично, денес да се зборува за јадење живи луѓе, а утре да се самонаречеш за градител на црква. Би сакале, но не можеме да поверуваме дека оној кој до вчера се противеше за изградба на црква на плоштадот Македонија и против тоа организираше архибригади за нејзино рушење, денес да иницира изградба на цркви. Политичарот Зоран Заев е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, партија која се уште и денеска на овој ден се противи на воведување на веронаука во училиштата. Би сакале, но не можеме да поверуваме дека оној кој денес се противи на тоа нашите деца во нашите училишта да бидат поучени на вредностите на вистинската вера, утре да ги повикува во црква. Но ние што верувавме и кога беше забрането, денес повеќе од кога и да било веруваме во силата на простувањето. Драги браќа и сестри, во нашата програма Струмица 2014 кажавме дека изградбата на црквата Света Богородица во Струмица е духовна потреба и заедничка обврска на секој граѓанин. Градењето на нови и обновувањето на старите духовни споменици и храмови е простор на конзервативните и демохристијански вредности. Затоа, ова е прекрасна можност, секој од нас, без разлика на припадност, сталеж и убедување, според своите можности да се вклучи во изградбата на храмот во Струмица. За многу години и нека ни е честит празникот Великден.